ние се наоѓаме во просториите на Golden Art, како што гледате, за еден многу важен ден и многу важен момент, бидејќи ова е финалето на наградната игра Купи дом, освој стан. Ова е една многу уникатна, феноменална наградна игра која траеше од 24 јуни до 23 јуни, ама 24 јуни лани, 2023 до 23 јуни оваа година, 2024. Сите што сте сега вклучени, од прилика знаете за што се работи. Golden Art, за да ја прослави 18 годишнината, реши да го направи токму ова. Оваа неверојатна кампања и јас би рекол ова е лотарија со убедливо најголеми шанси за добивка кога станува збор за добивка на толку голема награда како оваа што ќе извлечеме денеска од овде, а тоа е сосема нов стан во комплексот на Golden Art Каредо во општина Карпош. Да се добие гратис стан, и тоа со, да речам, толку многу големи шанси, тоа го нема навистина никаде, бар јас колку што знам, во ниту едно место, на ниту една лотарија, како што е оваа лотарија, која што Golden Art ја приреди, како што реков, од 24 јуни 2023 до 23 јуни 2024. Сега, кои имаа право да учествуваат во сето ова? Имаа право да учествуваат сите физички лица, кои што ја исполниле обврската за плаќање на купопродажната цена во целост. Сите тие беа вклучени во овој бокс тука. Значи, сите нивни имиња се тука, ќе извлечеме еден нормално од сите нив. И, како што спомнав, еден ќе си добие луксузен стан во комплекс Каредо, општина Карпош. Замислете да купите стан и да освоите уште еден гратис. Значи, како што вика наградната игра, купи дом, освој стан. Токму тоа ќе се случи денеска, ќе видиме кој си купил дом и кој ќе си освои стан. Чест ни е што имаме друштво тука, тоа е нашето ценето жири од Golden Art и тоа јас би сакал секој од вас да го представиме. Значи, Наташа Пирковиќ Каровска и Радица Георгиевска Перковски, двете се од правниот сектор на тука, Александра Димитриевска е тука од секторот и нотарот Анастасија Петреска е тука. Ви благодарам што ни се придруживте сите четири и што ќе ни помогнете да го направиме нели сето ова транспарентно, правилно, како што треба и како што имаме нели предвидено во правилата за наградни игра кои што беа објавени секако. И со особено задоволство сега би го повикал и собственикот на Golden Art Ивица Јакимовски да ни се придружи, бидејќи без тебе нема да е тоа. Благодарам. Да направиме еден краток муавет, Ивица, па после тоа да влеземе на она што е главна точка на денот. Ивица, што ја инспирираше за Golden Art наградната игра Купи дом, освој стан? Од каде излезе оваа инспирација која што се направи, да не забравиме, баш за 18 годишнината на компанијата? Пред се благодарам до сите кои што не следат за овој ден голем пред се за Golden Art, меѓутоа и за сите кои што се купувачи на недвижен имот во Golden Art. Значи, инспирацијата дојде сама по себе со тоа што одлучивме 18 години да ги одбележиме заеднички со сите купувачи со една единствена цел. Имавме долги 18 години, долга угорница, кај што макотрпно сите заеднички ја искачувавме и дојдовме до таа 18 кој што донесовме одлука да нашите верни купувачи ги наградиме со една единствена награда, тоа е стан. И тоа клучна рака. Значи се е спремно, изградено, направено. Така, и тоа клучна рака, затоа што тоа е на некој начин мало одолжување за сите кои што верува во Golden Art, во системот кој што го негуваме и го надоградуваме постојано како компанија и како партнери и купувачи, како крајни корисници, така да во таа насока мислам дека едно скромно благодарам до сите кои што до сега дале доверба на Golden Art. Секоја чест за тоа. Golden Art, како што рекол, прослави 18 годишнина. Веќе ја живее 19-тата година. Значи, ретко кој може да се пофали со речиси 20 години постоење. И сега, ако се навратиш на тие 20 години постоење, на што прво ти текна? Што е тоа прво што си викаш кога ќе си речеш еј кај почнавме, каде дојдовме? Секако, ако се има некој почеток и тек, почетоците се секогаш најтешки за секого во секој бизнес и во живот, така да почетоците се тие кои што се најтешки од дел од основање на една компанија,
кај што се поставени одредени цели, визија и приоритети каде треба да бидеме и да се видиме, и периодот кој што го чекориме во овие 18 години да се одржи, да се надогради тоа што е поставено како одреден критериум и цел, да бидеме уникатни на пазарот, да дадеме максимална сигурност и безбедност пред се на крајните корисници, во конкретниот случај нашиве купувачи. Тоа е нашето мото кое што и го воспоставивме како дом, не само стан, не случајно е поставен како слоган таков. Се водиме по тоа мото дека се што градиме, тоа што Golden Art го гради и го продава, се живее пред се и е прва опција за живење, така да тоа е приоритетот по кој што се води. Ама да речем кога возиш низ градот, ти гледаш се гради, нели, на едно место, второ, трето, четврто, и пример кога се споредуваш себе си и твојот тим како Golden Art со останатите, што е тоа што фактички го издвојува Golden Art? Тоа што правиме разлика од останатите е тоа што имаме воспоставено системот кој што не може да отстапат сите кои што се инволвирани во тој систем, кај што се дефинирани јасно каков тип на материјали се користат, начин на вградување и гаранции. Тоа е една од разликите кои што постои на пазарот и вториот момент е што самите купувачи ни ја даваат како доверба и ја оправдуваат нашата максимална вложеност. Јас би додал исто така, не сум сигурен дали има други места каде што може да се купи дел, односно стан да се купи во објект кој што е дел од комплекс. Бидејќи обично другите се објекти засебни сами за себе, како што впрочем и Golden Art во минатото градел. Ама тоа што сега е Каредо како комплекс, Треска како комплекс, па да се најави и парк како комплекс. Тоа се поинаков тип на и живење и бизнис за деловен простор. Тоа е нешто кое што следи, кое што прави разлика од тоа што претходно сме граделе, начин на градба и понуда на недвижност на пазарот. Како што ги спомнава, тоа се комплекси, пред се Треска е комплекс за живење, а Каредо е комплекс пред се за работење. Даваме затоа канцеларија, рекреација, дом, значи се е во едно. Така. Тоа е и разликата, затоа што до сега не сме имале можност да понудиме на крајните корисници комплексни решенија. Во конкретниот случај и Треска и Каредо ги одликува тоа што за прв пат на пазаров се нуди комплекс како решение. Значи тука не е само суштината на станот кој што го купувам, тука имам и дополнителни содржини, инфраструктурни уредување со паркови, со зеленила, комуникација, паркирање, целиот тој пристап, комплетно нова инфраструктура прави голема разлика, унифицираност од една страна, кај што влегуваш во една поголема целина, кој што ти дава многу покомфорен начин на живење, покомфорен начин на сама комуникација, која што ни е неопходна, потребна као крајни корисници. Тоа што го разликува исто така и Каредо од тоа што постои, ние кај нас на нашиот пазар имаме деловен простор кој што се нуди, меѓутоа од оваков тип како што е во комплексов Каредо не постои, затоа што пак е целосен комплекс кој што ќе има максимално голем број на содржини, вклучувајќи го делот на предсе на работењето, кај што ќе имаме одредени супермаркети, кафичи, ресторани, аптеки, фитнес зона, се што ќе биде потребно приклучно во делот на работењето и во делот на живење, кај што по работни обврски ќе можам одредени потреби да ги завршам и понатака да не бидам оптеретен со дополнителни паркирања, со дополнително губење на време. Тоа е нешто што пошто ние сите сме поголемиот дел од времето го користиме за работење и многу битно да се понуди вакво решение кај што нема да има потреба дополнително губење на време и паркинзи и останато кој што како што каже, игротека, супермаркет, фризер, што ти ја знам, тоа не може се да овозможи еден објект, ама комплекс може. Тоа е можноста која што сега во моментов ние како компанија тоа можеме да го понудиме на крајните купувачи, што мислам дека е голема предност за секој од нас, вклучувајќи се и како поединци сите ние, така да тоа што некаде сме го гледале по запад, по големите метрополи, сега конечно е достапно и можно и кај нас, така да сите купувачи кои што се до сега инди купувачи ги повикувам детално да го истражат сето ова што го говориме за да се уверат во
во предностите кои што ги нудат решенијава во оваков тип као комплекси. Вратите на Голден Арт се отворени секогаш, ти си секогаш достапен, исто така знам лично за сите што сакаат и да те прашаат, да се посоветуваат и така натаму и така натаму. Ајде една последна порака на сите што учествуваат тука пред да го отвориме сефот. Еве ти ќе имаш честа да го отклучиш. Последна порака пред да влечеме, што ќе ти биде? Последната порака што ќе ми биде. Пораката не може да се карактеризира како последна, меѓутоа преголемо задоволство што успеавме како компанија да донесеме ваква одлука и да направиме ваков начин на благодарност према крајните купувачи, а тоа е да се заблагодариме со една ваква награда, јас би рекол златна награда. А верува ли? Имаше ли некој што вика, ајде? Па веројатно од повеќето кои што веќе има информација беа скептични дека дали ова би се случило или еден само голем маркетички трик. Меѓутоа еве дојде денот кај што тоа што го дадовме како ветување е момент кој што треба да се исполни, така да повели отклучи. Да видиме кој ќе биде среќниот добитник. Значи јас сега ќе извлечам едно име од оваа кутија, значи тука се сите пликова. Треба подобро да премешаш. Тука ќе измешаме баш убаво и вака ќе го протресеме малку вака. Значи јас ќе извлечам едно име од оваа кутија и тоа име ќе го прочитаме, ќе го провериме и потоа ќе звониме и така натаму се оде мешаме. Јас сега ќе извлечам едно поголемо купче. Вака едно каво купче и сега едно ќе фатам. Добро, не било среќата таму, окей, одиме понатаму. Еве второ купче влечеме. Еве. Ајде да видиме. Ето. Значи, овде се наоѓа среќниот добитник, ова е залепено пликце, така да ќе мораме да го скинеме вака. Овде се наоѓа среќниот добитник на нов стан во Карпош. Ова е бројчето што го гледате вие тука од купопродажниот договор. Јас го имам тука името, да го скриеме бројчето да не го гледаме. Тоа е Никола Дојчиновски. Го знаеш кој е? Не го познаваш. Никола Дојчиновски. Значи сега ќе му звониме на Никола Дојчиновски, уште еднаш еве го неговото име, а овде е бројчето на купопродажниот договор. Со среќа еден голем аплауз сега. Со среќа, чека сега да видиме Никола. Ќе го побараме Никола на телефон, вака. Чекај, 07. Ајде да видиме дали е тој е бројот, одиме понатаму. Дали Ало, Никола? Да, јас сум. Здраво, да не ве прекинувам нешто. Не, повели. Од Голден Арт се јавуваме. Да. Уствари, ја не сум од Голден Арт, ама нема врска. Жаре е на телефон, од еден на еден емисија во Водителов, едно друго, ме ангажира од Голден Арт за излекување на наградна игра една. Знаеш за која наградна станува збор? Да, ме бара предходно. Така, знаеш која е главната награда, односно една и единствена награда? Да, Која беше, се сеќаваш ли? сам нешто ќе дава појма нема. Не ти текнува? Па јас сега ќе ти кажам дека главната награда уствари ја земаш ти и главната награда е цел стан гратис во Каредо Карпош. Не ме зезај сега. Ама не те зезам сега, еве го Ивица Јакимовски, газдата на Голден Арт е тука да ти честита, сега ти го предавам. Никола, со среќа нека ви е. Имавте можност да бидете И оди веднаш на Facebook, вие всушност. среќен добитник, така да среќата била ваша. Ве очекувам во просториите во Голден Арт да си ја превземете наградата. Супер, фала ти, само малку се созам, ќе ми треба. Ако созеви се и пушти се на Facebook за да си го слушаш овој разговор, сега ще го имаме, значи оди на Golden Art Facebook, имаме лайв во моментов кога што ја и ти зборим, оди се ова лайв, така да прегледај го, да ти стане јасно дека е вистина и те чекаме во Golden Art да дојдеш и со среќа да ти го дадеме клjuč едно друго се што треба. Ако? Фала ти. Ајде да си жив и здрав и честитки уште еднаш. Фала ви, те слушаме. Ето, тоа е тоа, Никола си доби нов стан во јас сега ова морам да го предадам тука. Останува тоа кај вас, кај жирито. Ја мислам дека поубав момент
Одамна немал Никол. Ова е само еден доказ дека голем дел можеби се сомневале во цела оваа реализација. Како рече Никола, па има некоја награда, не знам, нешто. Нешто ситно. Да, но сепак ете, останавме на зборот. Тоа што го Секогаш. видовме пред точно една година и неколку дена, еве сега го остваруваме. Ова е само доказ на тоа се што го комуницираме како Golden Art, дека стоиме исклучиво на тоа што ќе се понуди, на тоа што ќе се договориме. Ова е само една голема чест и благодарност до сите купувачи кои што се верни на брендот Golden Art. Нека му е со среќа на Никола и на неговата фамилија. Жири ви благодарам вас за соработката и Ивица секогаш ми е кеф кога си се гледаме. Сите други купувачи, ете нека знаат, да Golden Art купуваат дом, не само стан. Благодарно за сите што учествуваа, повеќе среќа следен пат ќе ги изненадиме со нешто друго во иднина. Така што ви се заблагодаруваме и на вас што не гледавте и нормално најголем поздрав оди кај Никола, Никола да си жив и здрав и да си го служи станот како што треба, со многу радост, љубов, среќа понатаму во иднина. Фала на сите и поздрав. Поздрав за сите.